Премиерот не сакаше да коментира за можниот исход по поднесената иницијатива на СДСМ за оценување на уставноста на изгласаната резолуција за мигрантите. Остава Уставниот суд да донесе одлука, но жали за постапките на социјалдемократите. Јас наистина жалам што СДСМ не беше во рамките на парламентот да изгласа резолуција со која што ќе заеднички се обврземе дека било која влада да биде во Македонија, дека нема да дозволиме изградба на мигрантски кампови, дека нема да дозволиме прифаќање на било каков тип на мигранти или неуспешни апликации на азиланти, кои што се резултат на било каков договор и на било каква политика. Тие одлучија да калкулираат, ја напуштија салата, јас наистина жалам, бидејќи претходно водеа една лажна кампања дека ние сме се сложили за нешто за што не сме се сложили. Така што, еве, нека одлучува Уставниот суд, јас одлуките на Уставниот суд не ги коментирам. Од неговата партија вчера реагираа дека не може да се оценува уставност на резолуција затоа што тоа не е закон, ниту подзаконски акти, не создава обврзувачки норми, ниту пак ограничува права и слободи, туку има декларативен карактер. Сепак СДСМ ја поднесоа иницијативата затоа што сметаат дека со неа се урива правниот поредок и се нарушуваат основните човекови права. За повреда на дел 1 од Уставот, членот 16, кој ги гарантира слободата на говор, слободата на јавен настап, слободата на уверување и јавно изразување, и кој забранува цензура во секаква форма. Неуставната резолуција е директен напад на слободата на говор и слободата на политичко дејствување на опозицијата во целост преку цензура. За нив е особено спорна точката 7 од резолуцијата во која стои дека се повикуваат сите политички субјекти и јавни чинители на одговорност во јавниот говор, почитување на фактите и воздржување од ширење лаги и манипулации кои може да предизвикаат општествени тензии и да го нарушат јавниот ред и мир. Сметаа дека токму со неа се ограничува слободата на говор. Реагираат и за првата точка во која се осудува лажната кампања и манипулативното дејствување на опозицијските политички партии со кои во јавноста се пласираат невистини и инсинуации за наводно постоење договори, политики или активности поврзани со прифаќање мигранти или изградба на мигрантски кампови. Мнозинството ја бранеше резолуцијата со аргументи дека со низините 9 точки се става крај на шпекулациите и дезинформациите што создаваат страф и несигурност кај граѓаните.